Има реплика. Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Сугаревски, јас навистина сакам да ви честитам денеска за вашиот настап и за вашиот обид да си го спасите вашиот лидер во поглед на изјавата која што ја даде, несрекната изјава. Впрочем, и не мислам дека е несрекна, мислам дека и тоа целиот македонски народ го биде дека тој тоа го мисли и дека на таков начин мисли да ја практицира власта доколку тој дојде на власт. А тоа нема да се случи, ќе си го каже народот тоа на 24 април. Многу здушно вака се обидовте да избалансирате, да го одбраните вашиот лидер и еве јас лично мислам дека и имате поголем капацитет од него. Но ајде да се вратиме на конкретно на вашиот говор, кој што навистина внимателно го слушав, и за извештајот. Извештајот, почитуван колега, представува збир на признанија и на изјави кои што треба да се градат и да се унапредуваат континуирано во секоја област. Затоа извештајот сметам дека треба да биде баланс, но и единство од сите реформски активности. Факт е дека извештајот буквално се судри со затекнатите политички состојби, актуелната политичка криза. Но од друга страна, во изминатата година, па и во претходните години, државата многу активно го трасира патот кон големото европско семејство. Ова подразбира дека во континуитет клучните институции и сите засегнати страни активно се вклучени и работат кон доближување кон европското семејство. Затоа, почитуван колега, сметам дека ако директната карактеристика на овој документ е да има политичка улога, неговата индиректна карактеристика е да игра и граѓанската улога, односно да покаже колку и како сите ние во секојдневниот и во личниот и професионалниот ангажман придонесуваме кон креирање, кон градење и поддршка на модерното европско ориентирано обкружување и општество. Второ прашање, што ценам дека е многу значајно за дискусија, кој сега го пишува извештајот? Па нели го пишуваме извештајот сите ние? Сите ние сме одговорни за нашето однесување и како и со кој очи не гледа нас Европската Унија. А тука буквално треба да биде вклучена однесувањето на самата опозиција.